Знаете, кога ги слушате старите охриѓани или повозрастните охриѓани, кога зборуваат за овој дел на градот, особено за малото пристаниште, ќе видите во нивното раскажување еден жар, меѓутоа и една носталгија за тоа време. Зошто? Бидејќи ова место било собиралиште. Тука се раѓале првите љубови, тука се сретнувале нови пријателства, тука се спортувало, тука имало место каде што всушност имало заедничка дружба на различни тајфи и така натаму. Затоа ова место мора да биде запишано и во аналите на градот Охрид, меѓутоа мора да се согледува и начинот на кој всушност ова мало пристаниште било изградено. Плажата Палас, слободно можам да кажам дека е плажа на нашата младост. Како што за уметниците, театарските уметници, театарските даски значат живот, така и за нас, ние кои тогаш доаѓавме на ова место, овие даски значат живот. Значи, овдека, тие 60-ти години, слободно можам да кажам, ние од нашата мала Кржамија, ќе се соберевме од прилike 10 на 15, 20 души и цело сабајле негде од 9-10 сатот, па до последните зраци на сонцето, до зајди сонце, бевме на оваа плажа. Тука го поминувавме целиот ден. Значи, не одевме дома ни да ручаме. Секој град си има своји приказни, своји калдарми и сокаци, кои ги криеле првите љубови, ги криеле солзите и насмевките, среќата и тагата. Има места кои се врзуваат со една младост, со едно време, со еден начин на живот. Градот под Самоиловата тврдина, градот со 365 цркви и безброј тајни и нераскажани приказни, има многу такви места. Ги има и од постарата и од поновата историја. Познати се многу, а кој знае уште колку треба да ги откријат некои идни генерации кои уште еднаш ке се напијат од неговата древност и безвременост. Едно навиду мало и во моментов неугледно, некои би рекле и опасно место во моментов, секако е и малото островче пред култниот хотел Палас. Кога го проучуваат историскиот развој на градот Охрид, се разбира дека ќе наидете на места кои биле култни во одреден временски период и кои всушност многу му значеле на охриѓани. Такво едно место се разбира дека е било и малото пристаниште на градот Охрид. Архивистиката точно дека е наука која се занимава со проучување на документи и она што ги осликуваат самите документи, меѓутоа за жал можам да констатирам дека во однос на малото пристаниште има многу оскуден материјал за истражување, дури за чудо, можеби повеќе има за големото пристаниште или пристаништето во Светинаум, отколку во доменот на малото пристаниште. А замислете, самото мало пристаниште било едно култно збиралиште за охриѓани, една култна, би рекол, плажа, која пред се доминирала крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години. Кога ќе го согледаме овај, би рекол, објект од тогашен аспект, од тогашно време, ќе видиме дека всушност тој објект, да го наречам, е изграден пред се во интерес и на хотелот Палас подоцна, кој всушност му представува како една собствена плажа на самиот хотел. Дури, и ако се гледате, токму малото пристаниште пред хотелот Палас и имало огромно значење за него, бидејќи всушност самиот хотел си имал своја плажа и место каде што можеле да се анимираат освен охриѓаните и туристите кои го посетувале нашиот град. Кога зборуваме за малото пристаниште пред некогашниот хотел Палас, навистина има атрактивна локација. Охриѓани и гостите го користат за фотографирање. Со еден збор го имаат стариот град на дланка. За охриѓани било многу популарно собиралиште и место кое е зачувано во индивидуалната и колективната меморија по многу убави моменти. Баш како што рековте така, атрактивна беше. И како она што викат во тренд. Секогаш беше императив да влезит натре. А влезот се наплаќаше за плажа. Ние деца се снаоѓавме со пливање и одо. А беше, како да рече, она нобал.
Да се знаеше да се оид на плажа тамо. Веќе како што Канео беше стеновито, ова беше поинтересно, еден долг период, поготово што веќе тамо и работеа и пливачкиот клуб работеше во тој дел. Така да беше многу интересно. Холанѓаните беа воодушевени и тамо се сунча. Тамо плажира. Скицава што е приградов, дрвен мост вклопен во целото тоа, ако може да се види на скицава, посеќавање ми е димензиите, вака и така, ама пристапот беше многу пријатен. А верувам имало Навечер беше затворено, не се користеше во смисол да кафанчина и тие работи. Во тоа време и немаше тука, единствено само терасата на Летница, кај што е сега маркетот, и Палас имаше, Летница и Ориент. Така да ова плажа навечер не работеше. Евентуално пливачите, ако скрумне. По спомен ми е тогаш плажата Палас беше малце поинаку изгледаше, островчето исто, меѓутоа беше влезот на плажата Палас беше негдека кај што е влезот на хотелот Палас. Продолжуваше право негдека едно 50-60 метри, па од десната страна се наоѓаше една барака која користеа Охридски бранови, значи пливачите на Охридски бранови. Тука негдека се вртеше лево и се доаѓаше до едно поголемо проширување, каде што беа сместени кабините и имаше два сплава. По цели сати не излегувавме од вода. Игравме бркана, тука беше скокалницата, како што ја викавме трамбулината, од кај што се скокаше. Значи, целиот Божи ден го поминувавме тука. Плажата пред Палас навистина била главна атракција, како за домашното население, така и за туристите. Тука многу од нив оделе на плажа и ги совладувале тајните на пливањето. Денешниот бетонски мост, кој го поврзува пристаништето со кејот, во минатото бил дрвен, а во 1968 година бил разрушен под налетот од силното невреме што го зафати Охрид. То невреме беше најповеќе беше 1962. Јас бев дописник на политика и се сеќавам, хонорарен дописник бев, се сеќавам кај старата општина што беше, одевме ние новинари да видиме колку брановите беа висина. 17 метра висина до горниот спрат горе. И ние ќе се качевни и некои таму дежура луѓе и гледа и ни кажува толку е висини. Тоа беше страшно. Брегот на Охридското езеро, нарочито од Подмолје према Струга, висеше на конец Струга и блатото, полето, а и градот. Власта во Струга, директор беше Јаков Шепоповски на централите, а управата беше кај што е сега во Струга управата и ние новинари се собиравме таму. Се сеќавам како денес не држеа и да јадеме, па дури 2-3 вечери да спиеме, да стани нешто за да известуваме. И тога решие, немаме механизација градежна јака, решие да побарат од Белград помош. За неделя дена, за 2 дена, кај што беше кризно подрашје, одма го наполне со камење и Струга се спаси, Језерово и после постепено канализација ставија од кај калишта да влегуваат водата при едни канали ископа на 2 места према Дримов и водата си одеше по еден, да нечам, полунормален ток. Во тоа време не најверојатно, него сигурно тие штиците што беа лом напред. Податоци повеќе за ова пристаниште можеме да најдеме од усмени сведоштва или од оние влюбеници на градот Охрид кои собираат сведоштва за градот Охрид, во кој што е спомнато малото пристаниште и во кое што всушност се укажува дека некаде 67, односно 68 година всушност Охрид бил зафатен од големо невреме и токму еден вид таква платформа, платформа како што беше пристаништево бива во целост
уништена. Со тоа згаснала плажата пред хотелот Палас, односно она наше познато мало пристаниште, меѓутоа во би рекол годините кои надоаѓале секогаш постоела една идеја за реновирање на таквиот вид на плажа или мало пристаниште, па дури подоцна имаме нешто изградба со бетон и така натаму, па денес е ова конечниот изглед на денешното пристаниште, кое е мало пристаниште, кое во секој случај понатаму треба да се размислува што и како ќе се прави со него. До невремето кое урна голем дел од ова култно место, плажата пред хотелот Палас, заедно со малото пристаниште, представувала атракција за охриѓани, но и за се побројните туристи кои уживале во Охрид во текот на топлите летни денови. За охриѓани сепак има посебно место во нивните срца. Велат дека пораснале на оваа плажа, се сеќаваат на штиците по кои стигнувале на платформата за сончење, на трамболината од каде скокале во езерото за да ги импресионираат девојките. Исто така на овој терен ево може да се видат тука се и беше пливачкото друштво, како што реков Охридски бранови. Тука постојат овие уште, како да ги наречам, скокалници. Тие пред да се изгради плажата Палас, пливачкото друштво Охридски бранови се наоѓаше на пристаниште. После тоа, кога се изгради ова плажа, се пресели овдека и пливачкото беше овдека. Стазите беа долги негде околу 50 на метри. Јас се сеќавам тогаш како на свој 15 години, се сеќавам идав на пливање тука, пливавме, тренери ни беа Славе Коцаре, Ацо Коцаре, Славе Филе, Паскали. Пристаништето буди пријатни спомени кај мене. Подсетува на детството, кога таму одевме со родителите да ги храниме лебедите или галебите. Кога таму беше еден вид атракција за сите тие што поминува, се среќава меѓу себе. Беше еден вид сврзна точка на градот, која што се уште постои во стари слики од нашиот град, од минатото на овој град. Тоа го паметам исто место каде што се создаваше една мала плажа. Некогаш тој дел беше сушен и таму охриѓани ги ставаа своите кајчиња, а малите охриѓани го користеа тоа место за да се сликаат, да направат слика поблиску до лебедите. Овој простор му припаѓаше на Палас, а Палас изгледа некаде таму 57-58 година, а ова 2-3 години подоцна, како пропратен, би рекол, објект на хотелот Палас, односно собствена плажа, ако може да се рече, која што подоцна, нели, стана, би рекол, култно место за охриѓани, од едноставна причина што тоа беше простор кој што имаше повеќе содржини во себе. Значи, покрај тоа што беше исклучиво, да речеме, направен како плажа на која што може гостите да уживаат во благодетите на сонцето, нели, и на езерото, тука беше сместен и пливачкиот клуб Охрид, потоа тука се игра надпревари, да речам, од ватерполо клубот, кој што беше мощне активен и мощне квалитетен, бидејќи се надпреваруваше во некоја од македонските ночинами во рамките на Југославија. За жал, сето тоа денес го нема и реков дека тоа беше едноставно култно место, бидејќи во Охрид и немаше многу места на кои што би можеле туристите и да уживаат во овие убавини. Постоеше градската плажа Грашница и постоеше ова второ место, би рекол, пред Палас, и плажата одеше се таму до ПТТ. Покрај Езерскиот брег, односно покрај Кеот. Подоцна со изградбата на хотелот Инекс започнаа да живеат, би рекол, плажите на источниот дел од брегот на Охридското езеро. Така да сиот живот, би рекол, забавен, туристички и спортски, едноставно се одвиваше овде. И нормално, ако навечер во вечерните часови свиреше прекрасна музика во живо на терасата во хотелот Палас, која верувам кај повозрастните буди убави чувства, кога, нели, таму се запознава со своите први, втори, трети, четврти љубови, нели?
Сигурно дека и ова место едноставно беше само продолжение на оно што се случуваше можеби на летната бавча. Така да ова место едноставно уживаше. Но за жал, еве денес сме сведоци на пропаѓање на ова, би рекол, култно место некогаш. Не се најде, да речам, никој храбар од градските власти во сиов овој период да го реши овој акутен проблем на Охрид. Акутен заради тоа што денес ова плажа повеќе личи на Самуиловите тврдини, но поставени во езеро, отколку, да речеме, на некое место каде што може човек да ужива во оваа прекрасна бавина. Дали тоа ќе го направи некој, ќе смогне храброст и мудрост, сето тоа да го направи, јас не знам, но досега беа изготвени неколку, би рекол, архитектонски решенија како тоа би изгледало. Професор доктор Павле Митревски вели дека во тоа време хотелот Палас бил прва виолина во Југославија, символ на угостителството и реномиран угостителски објект. Делува раскошно со својот простор и градба, а во исто време се наоѓа на брегот на Охридското езеро. Тоа му давало белек, сјај, туризам. Се сеќава дека доаѓале покостими за капење и дека каменот не бил поставен. Имало само импровизирани штици за да се стигне до каменото пристаниште, но водата си го направила своето, особено при големи бранови. Као плажа. На плажа на хотелов Палас. Во основа беше таму, а тие не. На нас граѓаните не ни забрануваат. Во основа дури имаше, се сеќавам, еден влез да се наплатят од другите. Така беше. И пливачки спортови имало тука? Имаше тука се ги чека овдека кај пристаништево, се случуваше тука да гледат ватерполо, све имаше точно. Силниот јужен бран и големото невреме кое го зафатило Охрид во далечната 1968 година ги урнало дрвените трупци и целата конструкција која ја поврзувала платформата во езерото со самиот кеј. Дрвените трупци, длабоко набиени во тињата, не ја издржале силата на езерото. Потоа останаа само неповрзани делови, а подоцна брановите и забот на времето си го направија своето. Во секој случај кога станува збор за санација, дали на старото пристаниште, односно малото пристаниште или на Охридското пристаниште определени зафати, бидејќи тоа е составен дел на градот и веројатно треба да се следат и препораки на УНЕСКО, бидејќи влегува во тој опфат на градот и така натака. Нашиот апел или мојот апел е да се следат сите оние техники кои што се употребени за градба на пристаништата од она време. Да не звучи смешно, бидејќи е многу оправдано. Ќе ви кажам и зошто. 1937 година, кога е изградено градско пристаниште во Охрид, секој може да утврди дека еден камен од пристаништето не е изместен ни полен милиметар. Што докажува? Дека без никакво адекватно одржување, низ текот на десетилетија, односно десетици години, ние немаме суштински нарушувања врз градбата на градското пристаниште. Имало определени аномалии, меѓутоа толку ситни, толку минорни, тоа дава за право да се искористат истите градежни техники за понатака, бидејќи се крајно еколошки содржат само дрво и камен, нема никакви современи методи и апел е до сите оние, да речеме, кои што понатака ќе се занимаваат со таа проблематика, да не одат на никакви непроверени, скапи, наводно софистицирани, модерни методи. Сето тоа стои, сето тоа е поздравено, меѓутоа ништо не е потребно освен да се испочитуваат традицијата на старите мајстори, кои што докажале дека од 37 година до денес сите сме ние со нашите потреби потпрени на она пристаниште кое што е изградено во Кралство Југославија. Санацијата мислам дека треба да е од оние материјали кои што е изведен. А може и бетонски зидови, само мисля, че не е соодветно, а и еколозите и викаат дека бетонот како вештачки материјал е неутрален, ама не е за онаков амбиент. Нормално ќе се зидат со цементен малтер, но каменот си е соодветен. Ќе е добро архитекта да учествува заради дизајнот на горниот дел, а другото санацијата долу е на нас, градежните, конструктивците.
Ово пристаниште е доста старо, сигурно има над 60 години и со текот на влијанието од водата, значи со текот на забот на времето, нормално дека ќе дојде до оштетувања, тектонски исто така потреси. Значи санацијата треба да се изведе доста стручно, да се запази пред се естетскиот дел и во текот на самата градба да се употребуваат материјали кои што нема да наштетат на езерото. Значи има такви градежни материјали како што се цемент кој што се суши директно може да се употребува и во водни услови. Да се внимава да не се внесат и алохтони организми во самото езеро, значи сите тие материјали кои што треба да се употребат при самата изградба, не треба да имаат контакт со организми или со растенија кои што може да ги внесат во водата и да предизвикаат проширување на други видови организми и секако треба да се внимава на самото дно од езерото, да се внимава минимално да има оштетување или нарушување на самото дно кога ќе се изведуваат тие работи при санацијата. Во насока на санација и зачувување на оваа своевремено култно место во Охрид и враќање на вистинските вредности на градското живење во градот под Самоиловата тврдина. Време е за една посериозна граѓанска иницијатива за подигање на јавната свест за зачувување на ова прекрасно место во неговата изворна форма. Основната цел е подигнување на гласот за значењето на старото пристаниште пред хотелот Палас во Охрид и обид тоа да ја добие својата првобитна намена. Ова особено е значајно денес, затоа што под налет на комплетната урбанизација на градот и на ова место му се заканува комерцијализација. Во дел од најсмелите проекти на ова место е предвиден и огромен угостителски објект, што ако се реализира, дополнително ќе го наруши изгледот на центарот на градот. Да, значи имаше една таква студија, имаше едно предлог решение за изградба на ексклузивен ресторански објект, мислам дека беше предвидено да се гради, која што би била своевидна атракција во самиот центар на градот и нова содржина на езерото. Како идеја, воопшто е во ред, меѓутоа треба многу да се внимава тој што го проектирал тоа, да внимава на самата првен визура на градот. Бидејќи ако тој објект биде со такви димензии, што може да го наруши погледот кон стариот дел на градот, Охрид ќе го изгуби естетското доживување кај посетителите, кај туристите, значи стариот дел на градот ќе биде блокиран на еден начин од самиот тој објект кој што ќе доминира во тој простор. Друга работа е што после 5 часот се појавува тој локален ветар стрмец, кој што некогаш знае да биде и екстремно силен, значи на секои 10-20 години се појавуваат силни бранови. Минатата година бевме сведоци дека се појави такво невреме, кое што предизвика оштетување и на многу цврсти објекти, дури бетонски објекти, што значи дека ако би се појавил таков бран, тој би можел многу да го оштети тој објект, доколку се е граден од материјали кои што се послаби или поевтини и доколку добро не е анкериран за самото дно на езерото. Старите фотографии покажуваат дека ова место некогаш наликувало на вистински монденски центар и кај охриѓани буди топли спомени на едно убаво време. Ова пристаниште денес е во незавидна состојба, а дополнително беше оштетено и под вода за време на невремето што неодамна го зафати Охрид. На оваа локација пред неколку години беше најавена реконструкција, дека ќе прерасне во модерно пристаниште со угостителски објект, а беше споменувано и како можна локација за мала марина, зашто беше изработена и физибилити студија и архитектонско решение. Технички гледано, од аспект на струката, тоа може да биде дел од марина ако се направи некаков поголем зафат за реконструкција и надоградба на градското пристаниште. Онај долго очекуван и доста експлоатирана, односно тема за валобран или заштита од бранови како што оди овој крак, значи накај запад, да има иста таква реплика на таков крак кон исток.
Во тој случај, ако се најде адекватно архитектонско решение да тој се продолжи некако до старото пристаниште, односно малото пристаниште некако се земе во некаков опфат и да действува заедно со оваа главна целина, тогаш постојат определени можности, можеби некаква смисла и така натака. Меѓутоа, индивидуално разгледување, иди како Марина, мислам дека неговата перспектива е мала, затоа што повторно станува збор за многу мал простор. Доколку се направи една одлична санација на тоа пристаниште, се направи еден убав плочник со екстра квалитетен камен, со места видиковци кај што туристите ќе можат малку и на повисоко да се поткачат, да може да се сликаат, да има клупи на кои што ќе може да седат. Тоа ќе сигурно би било едно од најромантичните места во Охрид. Но, повторно велам, ни јас како капетан и капетанија на пристаништа не може идејно да ја определи функцијата во иднина како ќе биде. Сега кажувам од она што јас можеби како личен став го имам како видување за перспективата на тој дел. Во секој случај гревота е да е оставено вака само на себе. Там нема некои мегаломански зафати, нешто што е претерано скапо и така натака, меѓутоа во секој случај дел е од Охрид, препознатлив дел од Охрид и заслужува да остане за следни генерации, меѓутоа со квалитетно, велам, и домаќинско негово реконструирање и давање на некоја нова смисла. Јас имав можност да ја видам таа физибилити студија, која беше 2014 или 2015 година, точно не се сеќавам. Меѓутоа, во целост ја отфрвав. Зошто? Бидејќи сметав дека се нарушува емоционалната историја на градот Охрид. Кога зборувам емоционална историја на градот Охрид, тука ја сметам визурата на градот Охрид. Доколку таа физибилити студија воопшто не ја нарушуваше визурата на градот Охрид, јас ке бев можеби еден од првите кои јасно и гласно ќе говореше за да се прифати таа физибилити студија. Скептичен сум во погледот на она што значи угостителски објект. Знаете, за да имате денеска стандарден угостителски објект, треба да исполнувате некои услови од секаков аспект, кои не знам како би се предвиделе тука. Како историчар, сметам дека најубаво е да се врати првобитниот изглед на овој дел, на ова мало пристаниште, со што всушност можеби ќе се навратат и оние спортови кои биле во тоа време, а кои за жал од денешен модерен Охрид не успеваат, односно ги нема воопшто, па дури оние што беа ги угаснаа во самото Охридско езеро, а за тоа дури мораме да имаме еден предвид ние охриѓани, особено кога се работи за Охридскиот крајбрежен појас, дека овај дел е под заштита на УНЕСКО. Затоа ќе бидам краток и имам став. Во делот на градов, навлегување во езерото со угостителски објекти е атак врз езерото како биоценоза. Марина, исто не сум за тоа во делот на градов, затоа што замислите сега да се направат марини и поставите пловни објекти, веќе на шетачите им се губи видикот на езерото. И покрај исклучително лошата состојба во која се наоѓа, охриѓани и гостите секојдневно го користат за кратки прошетки и фотографирање на градот. Велат дека треба да се уреди ова место и да му се даде функција, да му се врати сјајот на нивното Охридско островче. Токму затоа, Супер Радио ги сними постарите, да ги кажат своите сеќавања, исполнети со емоции, но и помладите, кои ќе го наследат градот и треба да го развиваат, унапредуваат и да му дадат лик на едно современо место. Охрид е град во кој секое камче крие многу историја, но кој мора и плански да се развива, за да биде во чекор со времето кое го живееме. Распишавме конкурс на кој се пријавија млади архитекти, кои ни ја пренесоа нивната визија за тоа како треба да изгледа овој простор. Првобитна замисла за овој проект беше да се сачува постоечкиот изглед на пристаништето, но и да се додадат некои содржини за сите возрастни групи. На самиот почеток на пристаништето имаме содржини за најмалите, школа за пливање со сите пропратни содржини, како што се соблекувални, реквизити и простор за седење. На средишниот дел од пристаништето, каде што е водата поприлично подлабока, предвиден е простор за марина за сите врсти на пловни објекти и базен за ватерполо, кој што ќе го користат повозрастни деца, возрастни луѓе
и професионални ватерполо клубови. Додека на крајниот дел од пристаништето предвидено е место за кафе-бар со поглед на Галичица од јужна страна и со поглед на стариот град од западна страна. Целта беше пристаништето да се суптилно вклопи во околина и градското зеленило, имплементирајќи ги природните материјали и растенија за да се добие што попријатен амбиент. Неутралните бои, материјали како што се дрво и камен, со комбинација на релаксирачките звуци на бранови и поглед кон Галичица, лебедите и галебите, ќе ја направат ова локација најатрактивна како за нашиве суграѓани од Охрид, така и за многобројните туристи. Охридскиот подводен археолог, нуркачот Никола Паскали, неодамна излезе со иницијатива старото пристаниште пред хотелот Палас да ја добие својата првобитна намена и повторно да биде пливалиште. Па овој предлог е највозможен, бидејќи не бара многу вложување, нема голем број на интервенции во просторот и секако ќе биде многу интересна туристичка атракција пред се, но и поттик за младите да спортуваат. Тоа ќе биде еден вид базен на отворено, каде што би се одржували спортски надпревари пред се во ватерполо или во пливање на кратки патеки. И ќе биде место каде што многу луѓе би се собирале тука и повторно би се дружеле, односно тој дел повторно би вратило на функција што некогаш што имале замислено во минатото да ги собира охриѓани на друго место, не само во чаршијата, туку да има повеќе такви собиралишта, каде што сите тие би доаѓале, би било место за спорт, за рекреација, за дружење и би имало минимални влијанија врз животната средина. Сметам дека доколку се исполнуваат условите за некаков вид враќање на првобитниот изглед, тоа би било одлична идеја со која што ќе добијат многу младите, бидејќи ќе имаат можност да видат што правеле нивните предци, а и тие да го продолжат тоа во смисла на ватерполо, во смисла на пливање, во смисла на дружба, во смисла на запознавање со, би рекол, одредени традиционални средби какви што се правеле тука на Тајфи и слично, а со тоа всушност и оние кои доаѓаат да го видат нашиот град ќе видат дел од некогашната историја претворена, односно преточена во одденешен аспект. Старите фотографии од Facebook групата Охрид слики од минатото ја раскажуваат приказната за едно убаво време, длабоко врежано во спомените на постарите охриѓани. Денес понекогаш се користи за помали перформанси, музички настани и прошетки. Супер радио организираше изложба на фотографии од тоа како некогаш изгледало и каква е визијата на младите архитекти за тоа како треба да изгледа во иднина. Паралелно се изработи и радиоемисија, преку која секојдневно се запознаваа граѓаните со проектот, во насока на подигнување на јавната свест за овој простор и изнаоѓање на најсоодветно решение за негова санација. Сите проектни материјали се презентирани пред јавноста и доставени до соодветните институции на разгледување. Проектот ја доби својата завршница со настан "Да го вратиме сјајот на Охридското островче", каде се одржа и настап на фолклорна група, која ја негува и промовира изворната охридска песна во земјата и светот. Поради лошите временски прилики, овој настан се реализира во хотелот Моцафијато во Охрид, кој е на само неколку метри од островчето. Пред бројните гости беше промовиран документарниот филм, заедно со изложбата на старите фотографии и новите планови. Беше тоа вистинска вечер на островче во Охрид. Да го вратиме сјајот на Охридското островче е дел од проектите кои се дел од манифестацијата Нов културен бран за 2019 година, финансиран од Министерството за култура на Република Северна Македонија.